Она што можам да кажам е дека се чувствува победничка атмосфера во Република Македонија, на секаде ја чувствуваме енергијата кај нашите граѓани, дека иден председател на Република Македонија е професорката Гордана Силјановска Давкова и ќе му оставиме можност на председателот на владата господинот Заев еднашка да си го одржи зборот и да распише предвремени парламентарни избори. Вчера бевме сведоци на еден нервозен реалити стендап настап на председателот на владата господинот Заев, бидејќи и он е свесен дека ситуацијата не е онаа иста како што беше пред 2-3 години, кога успеваше на помалку комичен начин со своите лаги да разговара со граѓаните во Република Македонија. Но годините потоа, граѓаните во Република Македонија видоа со каков човек имаат работа, дека станува збор за човек кој што, освен распродажба на националното достоинство, националната чест, се служи многу со лаги и со манипулации, и тоа е насекаде очигледно. Ја пропушти можноста во Битола да се извини за сите оние неправди кои што СДСМ во минатото, во времето на транзицијата, им ги приреди на битолчани. Се надевам дека во деновите кои што следат ќе успее да собере малку храброст и доблест и да им се извини на граѓаните во Република Македонија за сите оние лаги и неправди кои што им се случија изминативе 2 години, а ВМРО-ДПМН продолжува да работи, ВМРО-ДПМН е Народна партија, ВМРО-ДПМН е меѓу граѓаните, разговара и сето она кое што го слушаме од граѓаните, ќе дадеме се од себе да на следните парламентарни избори ја подготвиме најобемната и програмата која што ќе понуди најголем број решенија за реалните проблеми на нашите граѓани. Но најпрвин, ајде заедно со најголемата коалиција во Република Македонија, тоа е коалицијата со народот, да победиме на 21 април и на 5 мај, па дури потоа ќе му думаме како и кога ќе бидат предвремените парламентарни избори. Долгата приказна накратко, Зоран Заев е нервозен, Зоран Заев и неговиот деспотски избран кандидат знаат дека нема довербата кај граѓаните, се заканува, препелка, уценува, притиска, ги користи безмилосно државните ресурси, но и сето тоа му е попусто. Сите нив на купче, народот, заедно со опозицијата ќе ги порази на 21 април, а потоа тоа ќе го потврдиме и на 5 мај. Ви благодарам.